Да, почнуваме со разговорот, како што најавивме, тука во студиото е поранешниот министар за финансии, господин Джевдет Хајредини. Господине Хајредини, од она што го гледаме, од она што го кажаа надлежните, пред се министрот за економија Кришник Бектеши, кој вчера излезе на пресконференција, после средбата со представниците на МЕПСО и ЕСМ, тој рече вака: нема потреба од прогласување на енергетска криза, во однос на тоа состојбата е стабилна, и дека нема да има поскапување на струјата до крајот на годината. Како би ги коментирале првично овие состојби, со оглед на тоа дека знаеме дека регулаторната комисија ја ревидира цената на струјата во јануари секоја година, така да и ова дека нема да поскапи струја до крајот на годината, мислам дека не е ни нешто ново, тоа е известно. Се наоѓаме овие денови во една специфична политичка ситуација со оглед на предстојните избори од недела вториот круг. А што се однесува до изјавите на представниците на власта, тие за да им веруваме кога зборуваат дека ситуацијата е стабилна, ако се случи некогаш да кажат дека не е стабилна, да признаат. А ваквото прикажување на состојбите во државата, поготово сега, овие денови, кога се соочуваме и со драматична криза, и тоа не електроенергетска, енергетска во целина, и тоа ова е состојба, кризна состојба. Причините се многу подлабоки и не дека во Македонија немало луѓе кои со години, 20 години укажуваат дека во електроенергетската област предстојат тешки моменти. Ќе ви кажам зошто тоа. Јас сега сум работел од вкупниот работен стаж 27 години во електростопанството. Тога беа и МЕПСО и ЕЛЕМ, тоа све беше за една организација. Ќе почнам јас со едни, да нема да и замарам гледачите, само многу е битно за да сватат каква е состојбата и како ќе биде во нареден период, неограничено е. Македонија има инсталирани капацитети за електроенергетски капацитети вкупно 1512 мегавата. Од тоа 1000 се термоцентрали, 500 хидроцентрали. Македонија изградила до 90-та година 1400 мегавата, од тоа само 400 се изградени, или околу 500, последниве 30 години. Значи, се е изградено пред. Со други зборови, се е изградено во Југославија. Во Југославија, и тоа интензивно 70-тите и 80-тите. Што ова значи? За овие 1000 термоцентрали, 1000 мегавата, се е потребен јаглен или мазут, а за околу 500 се хидроцентрали. Тоа не е све исто. Меѓутоа, овој податок не е доволен да се добие јасна слика за битни елементи. Хидроцентралите може да имат 500 инсталиран капацитет, само количината на производството зависи од водата. Jer само капацитетот на хидроцентралата Вруток од 150 мегавати, ако работи непрекидне една година, треба, тој со 3 месеци има количина. Се чува за други, тоа се чува бидејќи е голем капацитет од 150, кај хидроцентралите технолошкиот процес е тако што може со дугме да се пушти погон. Додека кај термоцентралите треба 24 сата да поминат од палењето до...
Овие се битни моменти затоа што вика сега се дојдовме во една многу тешка кризна ситуација, а јавноста до сега недоволна била запознаена дека термоцентралите Битола и Осломе изградени се таму кај што се изградени затоа што таму имала лежиште на јаглен. Јагленот одамна се укажува, а отприлike и се знаело колку се резервите утврдени за јаглен и колку години. Ова ништо не е неочекувано. Сега доаѓаме во ситуација дека за да овие капацитети кои би биле сите, кои би имало јаглен, кои би имало вода, ги задоволуваат 100% потребите на потрошувачката Македонија. Има една непретпоставка, сигурно, дека последните години, мислам 10, 15 години и така натаму, откако се либерализираше енергетскиот пазар во светот и така натаму, овде била ориентацијата на увоз на струја. Лесно било досега, jer од тој увоз струјата во светот била во поголеми количини и била релативно поевтина. Ама никој не размислувал за моменти кога тамо ќе дојде до ваква ситуација. А ориентацијата на увоз имало и коруптивни мотиви. Затоа што тамо, ја можам да ви кажам, не мора да е тоа точно. Меѓутоа, заменикот на премиерот беше увозник на струја. За кого зборувате? За Анđушев. Да, за Кочанјушев, да. Он ја продаде фирмата на грчката ЕДС, да. Ме разбирате се. Сега види, ова укажувам, jer тоа не е без влијание ово за поставување на инвестициите во обезбедување на јаглен, иако Македонија. А што е овие 30 години све планирано да се изгради во предизборните и изборните програми на политичките партии, ВМРО и СДСМ. И тие ги предвидува и ова. Ја за илустрација ќе ви ги наредам за да гледачите сватат дали е можно да веруваат во тие предизборни нивни програми, да предвидуваат изградби на програмите од ВМРО претежно. Нови електроенергетски објекти, хидроцентралите вика Света Петка, Чебрен, Галиште, Бошков мост, Луково поле, Корабски довод и Вардарска долина, и таму има централи ако се гради тој објект, а бил од 92 се спомнува. Да. Нови рудници за јаглен, видите, гасоводен систем, внатрешни и меѓународни далноводи. Ова све било најавено и ветено. Не само што ниеден не е изграден со исклучок на Света Петка, а само ви кажав, овие 1000 се термо. Да. Хидроцентралите се многу мало е учеството вкупно. Значи, 30 години само таа Света Петка со 80 мегавата и Козјак за време на СДСМ и така натаму. И ништо друго. За обезбедување јаглен тоа е друг проблем. Видите, и ова, да кажам, дека кога имаше ваков дисбаланс на Македонија за потребите на струја, кога во погон биле Железара и Југохром, кои едната милиарда, другата 300-400 милиона трошеше, затоа што тие се викаа големи потрошувачки и струјата банк ја користува во технолошкиот процес. Тие престана да постојат, Железара не знам колку сега е презема струја, али не е таа Железара која била... Југохром не работи воопшто. Југохром не работи воопшто. Термоцентралата Ослобеј не работи воопшто.
Вчера, да се вратам на најактуелната состојба, како да ги разбирам? Не можам да ги разбирам да не ја кажуваат вистината за ваква крупна проблематика. Да рече дека ние го пуштивме, сега презема мерки, пуштаме вториот блок во Битола. Па никој господинот не чувствува потреба, генералниот директор на ЕЛЕМ, да кажа па што не го пуштил пред да почне да влече струја од европската мрежа на електроенергетски систем на Европа, за да се плати сеја 30 и уште преземат и денеска. Неправилно. Да, сакам да ве прашам за вака, од ова се што го кажате имам неколку подпрашања. Прво за јагленот. Дали резервите на јаглен во рек Битола се исцрпени? Таму има огромен јагленокоп. Никој не кажа дека се исцрпени. Јас не знам. Исцрпени укажувано, ја кажав. Дали за тоа увезуваме јаглен? Тоа ми е прашање. Укажувано пред 20 години кога ќе дојде до недостиг на јаглен. Значи ние веќе немаме јаглен, така? Ние веќе немаме јаглен да работат со ваков капацитет. Друго, проблемите на што останале некои делови негде останува. Нашиот јаглен е исто скап за ископ, затоа што е потребен, не ме ватите за збор и нека извинат експертите, не знам прецизно, треба само за илустрација. 5 метра јаловина да тргнеш, за да дојдеш до 1 метар дебелина јаглен. А тоа чини пари, тоа бара време. А во Сломај воопшто нема. И сега да се вратиме и предвидувале 20 години дека ќе барат прво јаглен. Прво се вршат истраги, се утврдуваат количините што. После тоа експлоатацијата и изградба на објекти за ископ и така натаму. Овде никој не кажува ова држава. Дали истражува? Колку до сега утврдило дека има подземја за да може да се надеваме дека ќе градиме капацитети за експлоатација на тие рудници. И тоа не е точно. Македонија толку големи резерви, мислам, лежишта на јаглен нема, природно нема. Знаете, каде е ориентацијата? Најголем базен на лигнит, нискокалоричен јаглен е лигнитот, во Европа е Косово. Утврдени се за време Југославија, утврдени, а таму има цело Косово е над јаглен. 14 милиарди тони. И најблизо за Македонија е Косово. И за доказ на ова, кога требаше да се снабди железара со струја, а немаше, уште тогаш Македонија учествуваше во изградбата на Косово Б. Меѓутоа, договорот беше за 20 години, истече и заврши таа работа. Сите овие искуства се познати, се уште мало живи луѓе кои тие објекти учествувале во изградбата. Овде избори секоја година кој ќе дојде на власт била прва и единствена преокупација. И сега е така. Да, за енергетската независност на државата. На државата, да. Сакам да ја прашам и за увозот на струја, вие го спомнавте тоа сами. Производството на струја во Македонија константно се намалува, веќе има анализи од 2005-та до денес е повеќе од преполовено од тоа што сме произведувале 2005-та, да не одиме поназад, да речеме. Но исто така, како што и вие исто така кажавте, во сите овие години се зголемува увозот на струја, а тоа, особено тој увоз на струја се интензивираше за време на владењето на Никола Груевски, тогаш во тој период тоа стана, да не речам модерен бизнес, но и продолжи. Тоа не застана. Гледаме дека, никој не знал, например, дека и синот на Муса Џафери увезувал струја, го дознавме кога го нападна Марко Беслимовски, да речеме. Не сме знаеле за тоа. Мислам, кој следел, знае, но јавноста не знаела. Значи, стана прилично профитабилен бизнес. Дали, можеби, имало тенденција да не се размислува премногу на сопствено производство, толку да се форсира тој увоз на струја, како што вие кажавте, од лукративни причини. Тоа сигурно е така, меѓутоа досега тоа не било многу очливо, затоа што понудата на струја во светот била
го прикривале со тоа што увезуваме, ама наоѓаме поевтино. Никој не кажувал дека вамо не правиш ништо, jer нема јаглен. Што ќе ни се термоцентралите ако нема јаглен? Се зборува да се гасифицира уште Груевски кога беше и порано да се гасифицира термоцентралата Неготино. Таа има 215 мегавата. Колку еден блок од прилike, колку еден блок од Битола. Затоа ви ги прочитав. Не дека не се знаело, не дека не се спомнувало. Едноставно воделе во политика ангажирани луѓе кои нити знаеле, а нити мотиви имале на државата да водат правилна економска политика. И, веројатно, после ќе ме тераш, ќе ме влечеш за збор, кога ова ситуација денеска е вака, ние сега имаме ваква ситуација. Доаѓа сега ова влада. Вчера не требаше да се презентира пред јавноста програмата за економската политика, забрзаниот. Зошто забрзаниот? Нека не биде забрзан, нека биде обичен. Со што е тоа се забрзува? За 2024, да. А дури имаме другиот заменикот, што го нема нигде, за економија на премиерот, веќе он не најавено го кажа дека со помош на странски експерти направил проекција на развој на Македонија економски од 21 до 41. Селото гори, не коментират, ова што го опишав. Сега ова ситуација, илузија е дека може производните капацитети, јагленот и така натаму брзо. Мислите дека... А за увозот на јаглен, друго е прашање. Лицемерните политичари кои овде од Скопскиот парк прогласуваат зелена агенда, не знае ни што значи он, тоа нити знаат тие што го слушаат. А сега ќе мора, дури спомнуваат во тендерите да учествуваат увоз на јаглен и од Русија. Нискокалоричниот јаглен не се транспортира затоа што не е рентабилен. А од Русија денево да се надева дека ќе дојде јаглен, кога ние немаме ни возови до централите, треба утовар, истовар по камиони и така натам, тоа се чисти глупости. Неисплатливо. Неизводливо, скапо. Што од ова јас да заклучам? Кризата што настана е сигнал дека на долг рок веќе не ќе може ние да сметаме на ефтина енергија, за да бидеме индиферентни према активирањето на домашни капацитети. Со оглед дека капацитети енергетски треба време да се градат, да се проектираат, години треба, а ние ги имаме капацитетите, не можеме сега, немаме јаглен. Кој тоа сега вика до нова година ќе зголемиме плата или ќе, како што вика, стабилна енергетска ситуација? Па тоа е крајно несериозно. Тоа не смее да го кажува нити од основно училиште. Премиерот дури спомнува некакви... Тој вели, нема да ја покачуваме цената на струјата до нова година, цело време до нова година, иако знаеме дека до нова година и онака нема да се покачи, бидејќи регулаторната во јануари ќе одлучува за следната година, нема врска. Но тој дури спомнува некакви ваучери за домакинства. Значи, на некој начин, веќе владата има план за субвенционирање на тој ценовен скок. Значи, цената на струјата би се покачала дефинитивно. Одлично, владите со устав имат право да дават субвенции, да дават попусти, да дават ваучери. Само обичните граѓани не знаат дека тоа од нив ќе се зема на друг начин, jer владата не создава пари. Владата е овластена од сите да зема и да дава кому сака. Од сите да зема даноци. Па никогаш вика владата дава. Повеќе пати се ми напишувам, господине премиер или министер, кога кажуваш дека влада ќе дава, кажи од кого ќе земаш.
Jer kај економијата нема популизам, нема демагогија, нема апологија. И не треба луѓето да се убедуваат дека стандардот расте. Тој знае човекот дома дали стандардот му расте или не. Зошто треба да ми каже министерот или премиерот? Друго, ја представуваат ситуацијата, нажалост, исто како и претходната влада, како да не е владата, луѓето ништо не би работеле. Ништо не па. Па луѓето ги терат на работа мотивот на екзистенцијата и животниот стандард поправање. Не за тоа влада или премиерот рекол. Да. Добро, за предвидените мерки за забрзан економски раст, како што вели владата, ќе разговараме подоста. Имаме само уште едно кратко интервју со професорот Константин Димитров во однос на енергетската криза, да го видиме, ќе завршиме оваа тема, па потоа ќе преидеме и на сетот економски мерки. Директорот на МЕПСО пред неколку дена изјави дека се принудени да превземаат од европската мрежа електрична енергија, која што фали тука кај нас, и дека таа сега треба да ја платат околу 15 милиони евра беше сумата. Дека ЕСМ не произведува доволно струја, односно ние имаме поголема потрошувачка од производство. Денеска се одржа и состанок во Министерството за економија со сите представници на енергетските компании. Заклучокот од средбата беше дека цената на струјата до нова година за домаќинствата останува иста, по нова година не може да се гарантира, и дека во моментов немаме услови за да се прогласи енергетска кризна состојба. Како ги оценувате вие овие случувања сега моментално? Да, јас се согласувам со ова изјава дека нема потреба да се прогласува енергетска кризна состојба, него треба да се прогласи финансиска кризна состојба. Само тука е разликата во нашите размислувања. Убеден сум дека ќе се обезбеди нормално снабдување со електрична енергија, но мудро е, потребно е таа да се купи на берза, а не да се повлекува неодговорно, без согласност од електроенергетскиот систем за снабдување кој што служи за балансирање на потрошувачката на енергија. Таа енергија е многу скапа, прескапо ја плаќаме вие, јас, народот, не ја плаќа владата. Второто прашање што треба да се постави е како се дозволува финансиските и комерцијалните директори на МЕПСО да дозволат да влезат во загуба, бидејќи тоа го кажуваат, оние ќе треба да платат сега 15 милиони според нивна пресметка. Тоа може да биде и 20 милиони со детална пресметка. И уште повлекуваат, не се прекинува. Како си дозволуваат да влезат во дубиоза, да прават загуби за една фирма и да си делат нормални плати? Дали ако не може да плати МЕПСО, сега да прашам, еве, како обичен граѓан, не треба многу тука, кој што малку разбираме како функционираат компаниите, дали ќе се прогласи банкрот на ова организација или државата ќе го покрие со тоа што ќе земе кредит, а платите не се намалуваат, не одат на минимален личен доход како загубар, што е малкуцка чудно и ненормално ова, и комотно си живеат тие две фирми. Не е прифатливо така неодговорно да се влегува во вакви. Точно е дека сега мора да се обезбеди електрична енергија. Тоа е задачата на државата. Овие две фирми се нејзини. Тоа е директна задача на владата, која што ги водите собственик на овие две фирми. И сега има таму и управни и надзорни одбори. Моето прашање, како еден човек, дали ова подлегнува на кривична одговорност, несовесно водење на компании, кои што пред 4 години беа финансиски многу квалитетни, кои што беа работеа со добивка, има средства да покријат, да помагаат донации во култура, во спорт, има одржува и туристички објекти, на Попова шапка, Кручино, Маврово, на такви места, и одеднаш имаме се за 4 години загубари.
компании кои што прават загуби, кои што македонскиот народ, граѓаните во Македонија ќе ги плаќа следните 10 годините. Дали, ја не знам, за ова може кривично да одговараат тие што ги водат компаниите, особено директорите кои што се задолжени за финансии и комерцијала. Не се дозволува така. Навреме се пристапува, се формираат граѓаните дека ќе ја задолжат, ќе ги задолжат граѓаните. Македонија се задолжува, граѓаните плаќаат на Македонија. Ова е, значи, не е енергетска криза кај нас, точно не е енергија. Финансиска криза, многу пари треба да се дадат, затоа што не се произведува енергијата, не се произведува. И добро е да се знае кој е тој што има недостаток. Затоа што произведената количина на електрична енергија во нашите, централи, термоцентрали, хидроцентрали, ветерни паркови, сончеви централи, се определена количина. Има обврска ЕСМ, Електростопанство на Македонија, да обезбеди и увоз на енергија доколку не може да го задоволи универзалниот снабдувач. Еве, моето прашање било дали недостатокот е кај него или е недостатокот кај трговците кои што подпишале договори на слободниот пазар кај нас со компаниите кои што треба да работат. Кој е тој што сега повлекува или за кого се повлекува електрична енергија, убаво е да се добие таа информација. Ние обичните луѓе немаме, следиме информација од вас, од медиумите и од соопштенијата кои што ги дават надлежните органи, кои што не се секогаш баш најдетални и транспарентни. Да, ете го и мислењето на професорот Константин Димитров. Господине Хайредини, од прилика тие се ставовите, гледаме дека се комплементарни со вашите. Некако да ја заокружиме темава со едно прашање, што, еве, сега сме тука, дали се направени грешки, дали не се, ете, има различни мислења, владата вели дека не, експертите велат дека да, дека не сме биле доволно подготвени за ова, иако сме знаеле што очекува, значи енергетската криза не почна преку ноќ, ова трае веќе со месеци се случува. Што понатаму, што треба да направиме сега за да се спаси, што може да се спаси? Значи да нема рестрикции, цената да не поскапи премногу на струјата. Тоа е граѓаните што го барат. Инсистирањето дека нема да поскапи струјата, домаќинствата, сега се знае зашто се вика. Иначе ви викате некој вика вака, некој вика така. Ова што го реков ја и што го изнесов со податоци, Не, владата вика поинаку. Нека вика владата поинаку, ама владата нека одговори на овие прашања. Друго, владата сега нека прикаже реална состојбата. Инаку, нема струја да има од она што досега го кажав, за да не дојде до рестрикции, до ограничување на потрошувачката без увоз. Сите овие други мерки што досега требало не биле преземени и да почнат да се преземат, години не можат да се поправа ситуација. Тоа со години. Значи, увозот е неопходен. Ако ќе биде, а гледам дека тоа се пласира како излез, дека ќе дојде до увоз на јаглен. И тоа доведува до поскапување на струјата. Ако некој сака да не плаќат потрошувачите, него да плаќат цел народ, ќе плаќат цел народ. Иначе, а цената да ја држи. Ние сме имале во комунизму такви економски политики. Дериватите да не поскапат, а загубата се акумулираше во Матпетрол во тоа време. После банките, па ова и кризата финансиска, после врзани садови. А енергетиката, секој што викат сега ќе се реши дека ќе поминеме на таа тема. Секој економски растот на општествениот бруто продукт е директно во корелација со растот на потрошувачката на енергијата. Тоа е познато во теоријата не сега. Според тоа, тој што планира
оптимистички стапки на раст економски, тој треба сега да одговори, Македонија ќе се соочи дека не може тој раст да го оствари со недостиг на енергија. Според некои анализи, во моментов Македонија троши околу 2 милиони евра дневно за справување со оваа енергетска криза, што со увоз на струја, што бараме да увеземе јаглен, значи 2 милиони евра дневно. Од каде ќе се вратат тие пари? Вие велите долгот некаде сегош мора да се појави, дали ваму или таму, тој не може да исчезне, нели? Сите денешни долгови, викал не открил, него кажал Нобеловецот Милтон Фридман. Сите денешни долгови се утрешни даноци. Нема каде. Граѓаните ќе плаќат. Значи, поскапувањето не сме сега поради изборите нека кажат, никој не може да им брани, некакви оптимистички прогнози. Треба некои луѓе да се сменат по овој повод, jer зависи и овој сега, дека е запален некој пожар, некој штекер прегоре, тоа укажам директорот на МЕПСО, тој имаше изјава кој укажа дека работата е влечеме струја од системот, а не смееме, а се плаќа дупло тоа, ќе влечеме и натаму. Можно е после, ја гледам сега и овие денови и повеќе медиуми и пишани, почнувале зависно каде навиваат во политичката да ги релативизираат работите, па ги интервенираат некои директори, вика сончеви панели, па тоа уопште нема врска со овие проблеми. Тоа се ситни, крајно маргинални мерки и така натаму, само што шират лажен оптимизам кај читателите, кај граѓаните и така натаму. Меѓутоа, ова више нече може да се изрази. Директорот на ЕЛЕМ, со изјавата негова, што го излезе, од што не беше ништо точно, тоа се гледа, jer уште влечат струја од надвор, треба, ама забранил премиерот да се зборува, да се спомне зборот оставка, вика тоа станало банално, више. Не оставка, тој не треба да се разреши, да се донесе постручен човек веднаш таму. Ако не друго, да ја прикаже состојбата реална на јавноста и на државата, за да се земат, а не домека се знае она приказката, човекот има неизлечива болест, а ја крие. Ќе дојде кога ќе мора, не може. Значи, што подолго се залажуваме? Се залажуваме, поскапо ќе не чини. Да, добро. Владата вчера излезе со еден план за забрзан економски развој, период 2022-2026, вели иновативен пристап до капитал, планирано е јавните инвестиции во 4 покрај нивното зголемување од 4 милиарди евра во тој период, финансирани од буџет, со ИПА фондови, меѓународни финансиски инвестиции, развој на инфраструктура, човечки капитал во износ од 12 милиарди евра, обезбедување на 156.000 нови работни места, економски раст над 5% годишно. Вие пред малку ми се чини дека инсинуиравте дека представувањето на овој план на некој начин треба да биде дефокус од енергетската криза. Не знам дали е така, вие кажете, но и да ми кажете што мислите и за суштината на самиот план. Не, ваквиот пристап, ја мало и на тоа, и тоа кажав, тој ќе беше исто и да не беше толку драматична состојбата со недостигот на струја, електрична енергија сега. Тоа е вообичаено, значи, кај нас во Македонија, не сега, и претходната влада, меѓутоа начинот на презентирање, на популизам и така натаму, во овој сега конкретниот, во ништо не се разликува од оној што го практикуваше Груевски. Иако не сакам да споредам во све што други глупости правил овој Груевски, ама не е актуелен, више се наоѓа таму. Овакво прикажување, ваков оптимизам, па кој, знаете што, кога би биле убедливи тие?
предвидуваме вака и вака, економска политика, раст таков, ова тако, вработување. Ама што ако не биде така, ќе има ли последици некој, ако така не биде? А до сега секогаш кога зборувале не станало така и никому ништо. Доаѓаме до драматични ситуации, пржина и слични работи. Да, тие некакви ветувања за милиарди евра се повторуваат. Па 2008, 8 милиарди рече Груевски. Да. Ме разбирате, сега 15 сега или 12. 12 милиарди. Да. Од каде? Колку? Вика консолидирање на министерот, консолидација на буџетот. Ќе му верувам на министерот, не се тие нестручни лица. Дека ќе го консолидира, ама претhodно да ми кажеше дека не бил консолидиран буџетот. Тие никогаш не рекле дека буџетот не е консолидиран, за да сега му верувам дека ќе се консолидира. Тој ми открива сам дека порано бил неконсолидиран. А он бил 4 години министер. Зошто бил неконсолидиран буџетот, за да сега мене ми вети дека ќе го консолидираме буџетот? Второ, актуелно, тој има друга програма Министерството за финансии, за фискална и финансиска и така напред, до 30-та. Ова до 24-та со, демек, изборите ќе бидат парламентарните до тога и што ќе правеле. Со луѓе, стручњаци, политичари, кои се виновни што состојбата е таква каква што јас ја опишав. Од истите тие луѓе треба да чекаме. Истите се. Сите биле да се компании да отворат, тендери за струја да увезуваат и така натаму. Па ако се тепа за таа компанија за една мала количина струја доаѓа до тепање, па знаеш што може да дојде за некој поголемо коруптивна афера. Значи, тоа прикривање, ова не е стил е тоа дека... Велат, исто така, вели дека ние имаме зголемување на јавниот долг во изминатиот период и тоа големо зголемување. Добро, имаме и пандемија. За пакетите. Па, ред е тоа, никој немаше против тоа. Да, тоа не е спорно, но сега велат со овој план намалување на јавниот долг под 60%. Контрадикторни изјави. Економист ако е, контрадикторно е тоа. И да намалиш, и да најавиш 12 милиарди, а треба да ги земеш со трансфер, ние немаме толку пари акумулација Македонија. Нема. Тоа е све зголемување на... Беше оправдано дека мораше дојде ковидот и така натаму, дека мораше да се спаси што може да се спаси. Што има една илузија. Вика, готова ни е програмата, Министерството за финансии, за пост-пандемискиот период. Нигде не се гледа дека заврши пандемискиот период. Тој прави програма за пост. Има време за тоа. Треба да одговорат што ќе бидат последиците ако Македонија преземе чекори да увезе јаглен, да увезе, тој скап, да увезе нафта, да увезе мазут. Тие и да ги најде, а ќе се најдат, ќе бидат многу поскапи. Тоа е она што сега може да се спомне кризата. Дека ќе ни биде и нината многу потешка поради кризата. А до ова не ќе беше до таа мера да ги имавме производните капацитети. Јаглен нема. Јаглен нема, објективно. Џабе зборуваат. Собствен јаглен нема. Увозен, скап. Така да ситуацијата изгледа како безизлезна. А сега, дека во недела изборите, па никој не смее да зуцне до тој ден, мене ме изненади и директорот на МЕПСО, што најде смелост да укаже на проблемот. Меѓутоа, он ќе се памти дека ипак се најде еден да ја каже вистината, независно од моментот кога тоа се случува. Да, веројатно владата е охрабрена од извештај на Светската банка, кој ја зголеми прогнозата за растот на бруто домашниот приход за Северна Македонија од 2021 од 3,6 на 4,6%.
што вели владата ги надминува и проценките на владата од 4,1%. Што више, па тие проценти? Сега владата вели 5% забрзан економски раст. Да ви кажам, сега 30 години Македонија и сличните држави немат раст за да може да ја намалат разликата со светот и со Европа, каде што ние сакаме да. Не тоа. Тој вика 4, 5, па 7 Албанија има. 7,2. Косово исто. Како тоа неочекувано било за нив. И тоа дали ќе се оствари? И што ако се оствари? Па кај нас има и други прашања. И тој остварен раст, каде оди? Кај завршува? 111 место со корупција. И тој раст оди во джебови. Од каде се создава? Од каде, да. Дали многу се зборува за тој економски раст, стално и вие потенцирате, и другите држави го користат како алатка за пропаганда, за надпревар, за потенцирање колку сме успешни, колку се другите неуспешни и така натаму. Колку е реално потребно една земја да оствари економски раст за ние, да се приближиме до некој стандард, до Германија веројатно не можеме никогаш, до некоја Словенија да дојдеме, до нешто така слично. Колку е потребно реален економски раст? Значи, ако ги видиме оние стапки во Кина што беа по 12, по 13% со децении, да речеме. Ако ти е таргет некого да постигнеш, ти треба да се приближиш, да почнеш да се приближуваш, не одеднаш тоа треба да оствариш поголема стапка. Jer и тие што ти сакаш да ги стигнеш, ако тоа ти го поставуваш како цел, па тие не престануваат со раст, па да те чекат тебе да ги стигнеш. Тој има услови да расте многу побрзо од тебе. Кој тоа на трчање ќе престане да го стигнеш ти? Тој што трча пред тебе ќе продолжи да трча. Ти ќе бидеш секогаш назад. Треба да трчаш дупло побрзо од него. Па за да можеш да се за известно време подолго да се приближиш. Тоа се, ви кажувам, тоа се популистички настапи. Овде има и такви лидери на партии, а има и кои им веруваат што да прават, дека ќе престане иселувањето на младите во Германија, кога во Македонија ќе бидат платите како во Германија. Па сега, ова изјава ја дават луѓе кои земат гласови. Ќе престане растот на платите во Германија и ќе чека да дојдат и тога ќе престане заминувањето на нашите млади луѓе во Германија. Или ќе престанат да одат младите албанци во Германија затоа што да чекат дека 100 дена ќе биде во премиер албанец кој ќе биде и да ги сакат да кажат дека престанеле да одат, пошто сте ни ветели дека да видиме што ќе биде тоа кога ќе биде премиер албанец. Тоа е веројатно албанците ќе остварат. Ќе живеат подобро. Ќе живеат подобро. Така и ние живееме во вакви небулози. А никој не прашува зошто албанците во Косово или во Албанија не живеат подобро, да речем. Каде што албанците... Сите се албанци. Зошто тие се иселуваат. Не разбија и така натаму и така натаму. Веројатно никој не сака за корупцијата да зборува премногу. Ни македонци, ни албанци, тие што се на власт зборуваме, ни останати се разбира. Никој не сака да зборува премногу ни за јавната администрација. Значи, не знам, не знаеме колку имаме разни бројки, разни проекции, 130, 140, 150, 160. Нека се 120, Па дали јавните предпријатија влегуваат, не влегуваат, се тоа веќе прашање, но со сите овие проекции за раст, никој не зборува за тие, не знам, карикирам 50.000 луѓе што таму седат негде, не работат ништо, тотално се непродуктивни. Останатите ги хранат, приватниот сектор ги храни, а представуваме проекти за забрзан економски раст. Да немавме ние, да имавме борба реална против корупција на 111 место таму и нека биде и на 100. Ние не ќе имавме ни влада. И стабилна коалиција, наводна, со двајца пратеници,
во парламентот мнозинство, се ги држи корупцијата. Зошто? Тие се взаемната уцена. Ако не ме примиш у влада, ако не ми даваш пари да ги плаќам гласачите дома да им носам плата, ја не влагам у влада, немаш влада. Или, ако тебе ти простат, нека ми простат и мене. Ова рамнотежа што се повикува партијата СДС, на ова се држи. Било кој реален чекор, види како ги заборават веднаш, ќе дојдат укажувања од Бајден, од Стейт департментот, од Европа, првиот ден кажуваат нешто дека дошол, после не ги спомнува никој дека тој рекол, вие имате политички лидери што крадат на својот народ. Па ние ги знаеме кои се тие луѓе што крадат својот народ, ова Македонија е мала. Ние им ги гледаме палатите со плата. Тие за да се спасат, отиде сите Европа дојде да биде гарант за Пржинскиот договор, сето тоа остана нигде, закон има да се забрани и натаму. Им одговараше на сите да се кријат кривични дела врзани и кои произлегуваат од прислушуваните скандалозни. Све корупција беше тоа. Па замисли да имаше политичка сила која ќе продолжеше со откривање на тие дела, а каква влада ќе има? И дали ќе има? Се чини дека во јавноста се чини дека имаше многу поголем напор сите тие коруптивни дела кои излегоа на виделина што побрзо да се затворат, да се заташкаат, некои процеси да се направат, околку што имаше искрена волја тоа да се истражи целосно. Па искрената волја може да има само тој што е чист. Ако никој не е чист меѓу нив, тие ќе биде компромис. Тој компромис е ова состојба. Не можеш ти да речеш, читам вчера во Слободен печат разговор со Али Ахмети, па ја во парламент, 20 години ме вика се бил парламент, 20 години сум бил, ама не одев. Па морам ја да земам плата за да обезбедам место, од нешто да живеам. Народот ме гласал. Народот те гласал нешто. Не е функција пратеник. Не е функција. Не прави разлика. Не е функционер, да, ама пратеник функција е. Имаш врски таму. Ако народ. Па тој народ што ти ги имаш гласачите на платен список кои не одат на работа, и сега и тие што ги распоредија немат работа, не сите. Има и поштени деца што имале мака. Па тие и сега гласат за тебе. Јер ние тој гласачки контингент, нарочно кај албанците се. Исклучиво се тие што се на буџет, тие и нивните членови на семејствата што се во државната администрација. 500 лица има платен список тето во општината. Повеќе од Куманово, Велес, Битола, Госивар, заедно. Тие луѓе 500. Па тие по 100 души наоѓаат роднини, татко, мајка, тоа, да ти ја бетат теута, да ти биде градоначалник неограничен. Другите луѓе партиски одат, меѓутоа, оние другите гледат сер. Не сакат тој да се изложи на ризик, некој на Битпазар да се дивее со калашникови и да не одговара, а зајавно дека ќе одговарат, отворена истрага, внатрешна контрола, истите финти како што внатрешната контрола на Јанкуловска. Ќе види. И никогаш не пукат. Пукат во град на свадба. Сите знаат кој пука. Никој не сме да зуцне. Ни обвинителот.
Им се закануваат на обвинителите, на сведоците, на судски рочишта. Сведоци сме. Тато викам стабилна коалиција. Со такви луѓе има стабилна коалиција. Еден стар човек пред години, изборите која бе предходните, за локалните, в лице му плесна на Заев тамо во Шајер. Отиде да славата со него. Да. Премиере, ние ве гласавме, они албанци 50.000 го гласа за СДСМ. Да не спасиш од овие банди кои стојат зад тебе. Ту вличе на телевизија, го гледав. Тој вика, па тој ја што да правам, тој има гласови, па од друга страна ти гласовите од буџетот му ги плаќаш. И овој круг како може да се разорзе овој јазо? Да, магичен круг на корупција. Магичен круг. Врзани се. Што очекувате сега? Има најави две. Една е дека е можно ново парламентарно мнозинство кое би го оформила опозицијата, тие велат дека работат на тој случај. Од друга страна, власта вели дека владеачкото мнозинство ќе се прошири, се алудира, се мисли на пратениците на алтернатива од собранието, значи две спротивставени тези, а третата е после овој изборен резултат на СДСМ, ми се чини третата опција секогаш се нови предвремени избори, значи имаме неколку комбинаторики. Како ги гледате ви? Прво, ово мнозинство станале досадни и самите треба да гледат дека рекол Заев од кога вика, па и Мицковски, дека ќе прави. Уште пред 4 години, нели? Вика. Да, го најавува цело време. Го најавува цело време. Дека кажа. Друго, структурна е кризата во Македонија. Било кој овие комбинации да одат, тие одат, овие што се власт, кај албанците, ако не бидат на власт, одат у затвор. А овие што се во опозиција сакат да дојдат и тие да се офајдат, меѓутоа ако не добијат, тие се тамо кај што се. Тие не биле ни досега на власт за да бидат корумпирани, а никој не гарантира дека и тие ќе бидат. Меѓутоа стабилно мнозинство, парламент, овие уставни органи Македонија, уште долго време нема да живее, затоа што премногу длабок е јазот меѓу самите македонци. И нормално дека тие се принудени да се подпират на такви албанци, било какви да се, на тие верни до гроб на удба, имаме глави. Изјави денеска, значи минатите избори, дека ги повикувам членовите на мојата партија да гласат за СДСМ, не сега, претhodно. Да. Утре дента апелациониот суд го ослободува, ја укинува тамо пресудата на првостепениот суд за малверзација во изборите. Што да прати судиите, што да прати новинарите, што да прати обвинителите, кога се тие млади луѓе, имат фамилии, имат све. Не може он да биде индиферентен, па да сече тамо да... 20 години не се открива, одговарале директорите на Телеком во Њујорк, казнети се на Маѓар Телеком, затоа, стриктно, затоа што давале мито на државни функционери во Македонија. Овде премиерот излага, вика, ги прима новите директори, вика, ќе продолжи искрената соработка со Телеком како што била и досега. Па досега дале мито тие. Тоа ли е искрената соработка? Тоа, така ли пак ќе продолжи? Па и продолжува. Опасни се за корупција мултинационалните компании. Само има една конвенција каде државите, во Америка важи тоа, ратификувани се во многу држави, да одговарат компаниите нивни ако корумпират државни функционери на други држави кај што работат. Ова конвенција, дали случајно, ја нема ратификувано Кина. Затоа Сино Хидро
дава пари колку сакаш, ама сите тие пари ќе ги плаќаме ние. Ужасни ќе бидат обврските према кинеската банка, што ја финансира Синохидро, за автострадите за двете. И према Штип, ова што не му се знае крајот за Охрид. Годишните транши не ќе може да се платат. Ние за Кичево Охрид, значи не само што не е завршен автопатот, мисля че не е пипнат од тогаш, што требаше да биде завршен. Па да те туку цело време се прават некакви да те анекси. прекинам. Како да се пипне? Па нема пари. Па еве кризата кај градежната компанија што работи таму, треба да ги плати работниците. Тоа се наши компании. Еве дека не може да се избегне ширењето на кризата. Но нели е земен кинескиот кредит, парите се земени. Па кажете. земени. Па уште земат. Тие дават. Да, колку повторно са, зема, па да, дават, тоа да. Дават 15 милиони еднаш на груја, уште еднаш 15 милиони и така натаму. Не, направени се анекси, сакам да кажам. Овде, како не? Договорите се со кинезите се опасни, ми кажале експерти. Таму влезе, види што ја најде ова Црна Гора. Црна Гора. Петер ќе биде и овде. Е па не е во ред да не прават сега мене, не може да не прават. Ама не може да не кажеме ние сега во ова време да излезе да решат стапки на раст, че имаме толку или толку или толку. Гледај овде кои реални проблеми реши и народот ќе те гласа. А не да можеш дека ќе има 150 нови работници. Ако не, или изчистена администрацијата одговарале 450 души. Па не може да тресеш и така. Спомни едно име што одговарал. Кој ти ги наброи? Каде е таа статистика? Дека идеално реформите во Да. правосудството и Добро, така натаму. за крај, мислите ли дека премиерот Заев ќе издржи до редовни избори 2024 година или дека овие резултати сегашни на некој начин ќе го примораат сепак да свика предвремени избори? Дали ќе имаме предвремени избори? Видите, се, да ти кажам право, мене не ми е толку битно. Знаете што е уште полошо? Денеска што не се несериозни изјави дека Скопје ако не добивам, ја поднесам оставка. Да. Тоа гледа да не го прифаќа, ама никој. Не разбира. Нити е искрена изјавата. Проблемот е дур кога би се случило тоа, голема гужва, нити нешто подобро очекувам. Таа ситуација ќе биде тотален хаос овде. Во кој случај? Во кој случај не може да се слепа, ќе падне влада, ќе парламент, онај, тога е поради присилно ќе мора некоја влада времена и така натаму да се служат сите, jer сериозна е ситуацијата. Тога ќе може да седнат да прават некоја влада да ги избркат. Сите овие до сега. Па да избркат многу и од ВМРО, кои останат со разни компромиси. Што ќе прави сега? И да добиеш и лего. Мнозинството пратеници, мнозинството советници го нема. Веднаш ќе почне другото мнозинство во град Скопје, прво ќе ги разреши сите директори на досегашни. Па тие за тие места тршат за избори. Не Скопје да го... За тие места. И тоа на многу места низ Македонија. Веќе ќе има последици со овие резултати на мнозинските совети. Да, ќе биде блокирана таму и да освојат градоначалници од другата партија, тоа ќе биде Од блокирано. друга партија, не и советот, мнозинството на советот има право да гласа за кадри. Да, ќе биде блокирана работата на градоначалникот. Да, на градоначалникот. Да. Значи, сакам да кажам, овде е потребен друг менеджмент. Веројатно, со заоштрување на кризата ќе бидат принудени да размислат овие. Тие се нема каде, овој народ, тие ги да седнат и да нешто да преземат. Инаку, повикување дека е стабилна коалиција, премногу е, не, како да кажеме, наив. Верува тој, ама знам кој верува. Кои се тие слоеви што веруваат?
Да. Добро, господине Харедини, ви благодарам за овој разговор. Ова беше Hvala i tebe. господинот Джевдет Харедини, поранешен министар за финансии. Разговаравме од енергетската криза до економскиот развој. Како што најавивме во вториот дел од емисијата ќе биде Андреа Стојковски, директор на Институтот Преспа. Одиме со кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата.